Ова трето вклучување на лице место ќе го посветиме на меѓународниот фестивал на европски филм Cinedis, кој што годинава се одржува од 11 до 17 јули. Имено ова издание на самиот фестивал е 23-то поред и ќе бидат прикажани дури 40 филмски наслови. Повеќе околу самата програма и кој се може да ужива во овие филмови, ово утро ќе ни открие мојата денешна гостинка Маргарита Арсова, која што е координатор на овој фестивал. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро, ви благодарам на поканата и уште еднаш да ви се заблагодарам што упорно следите програмата на МКЦ. Се разбира, ќе продолжиме и во иднина со оглед на тоа дека навистина и оваа тема која што ја одбравме на некој начин верувам дека ќе ги заинтересира самите гледачи со оглед на тоа дека се работи за уметност, за филм. Повеќето верувам дека го сакаат тој дел, односно ги сакаат филмовите. За каква програма станува збор? Напоменав дека ќе бидат прикажани околу 40 филмски наслови. Па секоја година Cinedis се труди да ги одржи стандардите на она што доликува на еден голем меѓународен филмски фестивал. Имаме една преварувачка програма со европски режисери, млади европски режисери кои што снимиле свој прв или втор европски филм. Имаме меѓународно жени од 8 члена кои што ќе одлучи за најдобрите филмови во тие категории. Имаме гала програмата, ексклузивно филмови од Канскиот фестивал со премиери овде во Скопје на Cinedis. Потоа имаме фокус програми, оваа година прикажуваме кратки филми на режисерот Вим Вендерс. Потоа сакавме да одадеме почити на големиот југословенски режисер Велјко Булајич со неговите големи легендарни филмски остварувања. Имаме македонски кратки филмови, го имаме проектот Living Music, така да имаме супер богата програма за освежување во ова тропско скопско лето. Може ли да напоменеме нешто накратко околу македонските филмови кои што ги напоменавте? Да, секоја година мислиме дека местото токму е на Cinedis во Скопје да се одржат премиери на македонски филмови. Оваа година ќе отвориме со македонска продукција повторно. Тоа е филмот Efterklang Macedonian Band, кој што е прв филм во продукција на МКЦ. Потоа ќе имаме селекција од македонски кратки филмови. Секоја година се трудиме на режисерите кои што пробуваат да дебитираат, да им овозможиме простор на големото филмско платно да ги прикажат своите остварувања. Така што ќе ветуваме така една богата и убава содржајна програма. Сега верувам не можеме да мислам да ги наброиме оние термини за кога кој филм ќе се прикажува, но ево од прилика генерално колку филмови во текот на еден ден ќе бидат прикажани и кои се оние локации каде што ќе може публиката да ужива во самите филмови? Па да речеме, дневно имаме околу 5-6 проекции на 3 локации. Едната локација е кинотеката на Република Македонија, потоа киното Фросино овде кај нас во МКЦ, паркот позади МКЦ. Проекциите започнуваат од 8 часот на вечер, па траат се до 11 и потоа имаме и некоја музичка програма која што има за цел да ги дозабавува граѓаните на Скопје, така што ќе мислам дека ќе биде еден успешен супер фестивал. Да ги дозабавува граѓаните на Скопје, но кога ќе споменаме дека Младинскиот културен центар организира ваков фестивал, не асоцира на млади, дали тоа значи дека овој фестивал со филмови е наменет само за млади или може да ужива било кој жител на Скопје, па и Македонија, зашто да не? Ние се трудиме преку програмата да привличаме младата публика, бидејќи таа е днината нели на сите настани кои што ги правиме овде, меѓутоа не можеме така само да го како да кажам, одредиме фестивалот да биде само за еден тип на граѓани, на една таргет група како што љубат да кажат. Така што да, еве поготово со Велјко Булајич програмата се надеваме така малце дека ќе привлечеме и постарата генерација на граѓани на Скопје кои што ќе може да уживаат нели во филмовите. При самиот крај ќе ве прашам со оглед на тоа дека на некој начин овој фестивал стана традиција, 23-то издание по ред. Кој е искуството од минатите години и дали со секоја измината година се надоградува и надоградува самата програма? Па би рекла дека како и секоја друга жива материја има свој подеми и падови. Се трудиме да го држиме ние стандардот, она што знаеме да го правиме како МКЦ. Оваа година пробавме да извлечеме максимум, бидејќи се соочуваме со навистина тешки финансиски последици со скратување на буџетот и слични проблеми. Меѓутоа секогаш се надеваме на подобри, секогаш се трудиме да извлечеме максимум од секоја ситуација и од секој фестивал. Благодарам многу што не пречекавте овде, што имавме можностите на гледачите да кажеме нешто повеќе за овој фестивал, па се надевам дека ќе се видиме и таму. Се надевам и јас, повелете на проекции. Фала ви уште еднаш. Се надевам дека со внимание слушавте и секако уште еднаш ве поканувам да бидете дел од Cinedis и да уживате во прекрасните филмови кои што ќе се прикажат токму во рамки на овој фестивал кој што ќе се одржи од 11 до 17 овој месец.